Владимир Глигоров, тренер на Golden Art. Минатата сезона завршивте на прво место во плейаут, значи нијанси решава за влез во плейофот. Почнува нова сезона. Веројатно сега целите се да се направи чекор плюс и да се влезе меѓу топ 8 екипи. Почнавте со подготовките. Колку ова екипа е, да кажам, кадарна да го исполни да исполни таа цел на клубот? Па целта за оваа сезона е поставена од раководството на екипата. Тој е пласман во плейоф, со оглед на тоа дека најверојатно ќе има се донесе одлуки за нов систем на надпреварување. Ние направивме еден микс од млади и поискусни играчи од младинската екипа која што гостува младинското првенство. Пренесовме 8-9 играчи. Малце ќе биде тешко да се направи тој спој за да делува доминантно и компетитивно за да се оствари тој пласман во плейофот. Меѓутоа, без оглед на тежината на групата и противниците, до сега од сработеното, играчите покажуваат желба да работат и да напреднат. Мислам дека ќе успееме да ја створиме таа физиономија на игра и карактер до почетокот на првенството. Прв тест ќе не биде престојниот турнир во Охрид со противници кои што се баш по мерка на ниво на оние што ќе ги имаме во групата и тој турнир ќе ни покаже до каде сме, што сме и дали стварно реално може да очекуваме да се бориме за пласман во плейофот или ќе гледаме да искористиме некој кикс од некој претходно веќе конкурентите за првите 4 позиции во нашата група. Што е тоа што ќе краси оваа екипа на Golden Art годинава? Што ќе биде моќта, односно силата на тимот? Па оваа година би требало да ја краси упорноста, победничкиот менталитет, желбата за игрување, агресивноста во играта во одбрана и наметнување на еден многу висок интензитет на игра, со оглед на тоа што сега имаме доволен број играчи за ростер кои што би можеле да поднесат еден таков систем на игра. Нормално тежината ќе падне на поискусните играчи кои што останава во екипата од ланското првенство, плюс тука го донесовме Ончев како замена за Зевица Илиев. Он добро се вклопува во екипата, така што мислам дека ќе успееме да наметнеме еден свој собствен стил на игра кој што ќе ни донесе резултат. Ако сезонава тимот е еден микс на искуство, младост, ако префрливте повеќе играчи од таа младинска екипа, ќе биде ли целта во тие млади категории повторно да се повтори тој успех? Лани младинците беа први, кадетите беа четврти, пионерите беа втори. Веројатно дел од овие млади кои што играат во оваа прва екипа ќе играат и за младинската. Како се таму целите во тие помладите категории? Па носителите на игра од младинската екипа се во првата екипа и овој тренажен процес мислам дека ќе им биде добредојден во нивната надградба. Таа младинска екипа ќе биде надополнета со неколку квалитетни талентирани играчи од кадетската екипа и очекувам и таму да се направи еден добар спој и мислам дека ќе бидеме повторно конкурентни за повторување на минатогодишниот резултат. Нормално ништо напред не може да се гарантира, да се тврди, меѓутоа во овој момент со оглед на веќе нивното искуство во таа конкуренција, а повеќето неколку дни се веќе беа и на списокот за кадетска репрезентација, мислам дека ќе бидат кадарни да го повторат тој успех и оваа сезона. Благодарам многу.